Добар ден, јас сум Сонја Стефановска, професор во Средното градежно училиште на град Скопје, Здравко Цветковски од Скопје. За 4-та година по предметот Сообраќајници изборна настава за учениците од профилот Градежен техничар. За денес имаме нова наставна содржина, тунелски конструкции и видови на ридска маса. Но за почеток да се подсетиме што беа тунели и за каква намена можеа да бидат тунелите. Тунелите, како што знаеме, уште од прва година образование, се подземни градби по кои се водат сообраќајниците под земја. Тие може да служат и за друга намена, освен да ги водат сообраќајниците под земја, како на пример во рудниците, за наводнување, за искористување на водени сили и друго. Понатаму ќе се запознаеме со видови на ридска маса или пак ќе се подсетиме. Од втора година по предметот градежни материјали и конструкции се запознавме со видови на земјена маса. Како што знаеме, тунелот се гради со прокопување на брдскиот материјал, со обзидување на ископаната шуплина, а се изведува под површината на теренот, на земјата, така да тунелот е всушност градежен објект кој е обкружен со брдски материјал, со земјен, камен материјал. Сега ќе видиме каков може да биде тој материјал. Ридската маса може да биде разновидна и тоа може да биде цврст камен, камена маса, распаднат камен или земјен материјал. Камената ридска маса може да биде цврст камен со голема жилавост и цврстина, цврст камен со помала жилавост и мек камен со многу мала цврстина. Камената маса, за разлика од земјената маса и другите материјали, не создава никаков ридски притисок. И ќе видиме понатаму, тешко е да се копа во камената маса, но ридскиот притисок е минимален, сведен на минимум. Според цврстината разликуваме цврста карпа со голема жилавост и цврстина, рековме, во која спаѓаат базалтот, оливин, диабаз, габро, гранит, кремен, лабрадорен базалт, диорит, гнајс и други карпи. Тие беа магматските карпи. Во цврст камен со помала цврстина или жилавост спаѓаат серпентин, сиенит, доломит, трахит и друго. И во мек камен со многу мала тврдина или цврстина и жилавост спаѓаат лапор, лес, туф, туфови, врзан и збиен песок и други земјени материјали, односно камени материјали. Распаднатата карпа произведува јак ридски притисок, додека пак земјената маса произведува многу јаки притисоци заради својата некомпактност. Значи, да резимираме, цврстата карпа не произведува ридски притисок, но копањето низ неа е многу потешко и покомплицирано, додека распаднатата карпа и земјената маса произведуваат јаки и многу јаки притисоци, но копањето низ таква карпа и таква земјена маса е малку поедноставно. Најлесно се градат тунели во материјал од камен со средна цврстина или тврдина, бидејќи подградувањето е најмало, а дупчењето е полесно. Значи,
во камено со средна тврдина подградувањето ќе биде минимално, а дупчењето исто така поминувањето низ таа карпа полесно. Понатаму, општо да се запознаеме што е тоа ридски притисок, го спомнавме дека е најголем кај земјената маса, а најмал кај цврстата карпа. Значи, ридски притисок е онаа сила која што при пробивањето на ридот и по завршувањето на работите кои што се извршуваат за да се изгради тој тунел, делува на тунелските ѕидови. Тоа е всушност едно оптеретување, односно притисок на тунелскиот ѕид кој потекнува од тежината на земјата и притисокот. И затоа велиме дека кај цврстата карпа е најмал тој притисок, бидејќи самата карпа е многу компактна и многу цврста, не дозволува да се зголемува притисокот на тунелскиот ѕид. Додека кај меките земји и меките карпи, тој притисок се зголемува и ние треба дополнително да извршиме подградување на тие тунелски ѕидови за да не ни се разрушат истите и да не ни се разруши тунелот. Попречен пресек на тунел. Сега ќе се запознаеме што е тоа попречен пресек на тунел. Обликот и големината на попречниот пресек на тунелот зависат од самата намена на тунелот, како и од големината на ридскиот притисок. Слободниот профил, ѕидовите околу него, го представуваат попречниот пресек на тунелот. На следните цртежи ќе се запознаеме или ќе видиме различни видови на попречни пресеци на тунели. На првиот цртеж даден е попречен пресек на тунел, еден железнички тунел кој е во јајцевидна форма со своите димензии, своја ширина, своја висина. Ќе видиме која е таа висина, која е ширина во зависност од колосеците на пругата, односно ширината на патот и минимални висини во попречниот пресек. Понатаму имаме еден патен тунел, односно попречен пресек на патен тунел со својата ширина која што изнесува ширина на патот со своите елементи и висина, минимална висина која изнесува кај патните попречни профили 4,5 метри со своите димензии. За наредниот пат имаме прашања за повторување, што представуваат тунелите и за што ни служат? Каква може да биде ридската маса? И од што зависи истата? Каде најлесно се градат тунелите? Што е ридски притисок и каде ќе биде најголем, каде ќе биде најмал тој притисок? И на крајот, од што зависи обликот и големината на попречниот пресек на тунелот? Ви посакувам пријатна работа. Се надевам дека нема да ви бидат тешки прашањата за повторување за наредниот час и ви благодарам на вниманието. Се гледаме и се слушаме наредни